Како град цурнати ѕидови е човекот кој што нема власт над својот дух. Духовната порака за оваа недела е Ефесијаните 4:31, која вели: отстранете ја подалеку од вас секоја огорченост, јарост, гнев, викање и хулење, заедно со секоја друга злоба. Овој стих сака да ни укаже на фактот дека има нешто позади секоја наша реакција. Има нешто позади секоја наше чувство, емоција и во сето тоа стои одредена позадина поради која што ние добиваме таа судбина, искушение, предизвик, искуство. Штом постои нешто што во нас создава непријатни чувства, тригери и разновидни негативни емоции, тоа покажува дека во нас постои некој дел од нашата личност кој што бара исцелување. Најчесто искуствата кои што предизвикуваат негативни емоции или тригери, современо кажано, се искуства кои што бараат како огледало да видиме кој дел од нашата личност бара прочистување, бара исцелување и осветлување на онаа темна страна или сенка од нашата личност. Низ сите тие искуства Бог сака нешто да не научи за себе си, за нашата судбина која што не случајно сме ја добиле, за обкружувањето во кое што моментално живееме, без разлика дали е тоа во одредена куќа, мало, град или држава. Бидејќи сите сме неслучајно онаму каде што сме. Низ сите тие искуства Бог од нас бара да проникнеме во позадината на тие случувања, да ги осветлиме нештата, односно да го осветлиме негативниот момент кај себе си и како ние делуваме врз околината, врз основа на нашите мисли, акции и дела, за потоа да видиме каде ние треба да работиме на себе и внатрешно да се промениме за потоа околностите да се променат во нашиот живот. Бидејќи само на тој начин можеме вистински емотивно да созрееме, да пораснеме пред животните околности и да научиме поинаку да реагираме од онака како што сме реагирале до сега, а сето тоа е производ на една наша духовна еволуција која што ќе не направи покомплетни личности, постабилни личности кои што поинаку ќе почнат да делуваат и живеат во секојдневието врз основа на сето она што ќе го надминеме во минатото што било труло, негативно, темно и што не ни носело позитивен исход. На тој начин ние со нашето внатрешно менување и отргнување на оној стар човек кој што живеел во нас, полека се прочистуваме, се воздигнуваме духовно и одиме кон една понова верзија од себе си, која што впрочем доаѓа единствено со надминувањето на сите оние негативни, емотивни реакции кои што најчесто сме ги правеле до сега. Токму тоа го вели и Библијата во стих 22 во Ефесијаните, вели: отфрлете го од себе стариот човек според вашето поранешно живење кој се распаѓа во измамливите желби, за да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во новиот човек создаден според Бога во вистинска праведност и светост. Тука не асоцира дека не само што ние треба да работиме на тој емотивен момент, туку и на внатрешниот дух кој што бара во нас прочистување. Кога ние внатрешно ќе прозрачиме со една позитивна енергија, со позитивна мисла, со позитивна одговорност и преземање на животот во своји раце и отргнување на сите оние фактори кои што не водат кон зло, кон негативни околности, и како огледало, штом прозрачиме внатрешно со духовно чиста аура, чисти мисли и намери, со отфрлувањето на тој стар човек кој што бил похотлив на разни ниски страсти, ниски желби, карактерни слабости кои што ќе бидат избувливи, агресивно темпераментни и кои што не водат кон постојано да се водиме себе си кон некои негативни ситуации и паралелно, доколку со нашите избори правиме акции кои што го поддржуваат материјалното, минливото, она што е пролазно, што не е духовно вредно, што нема суштина во нашиот живот, за нашиот дух, ние на тој начин неизбежно се доведуваме себе си во ситуација да имаме непријатни ситуации заради тоа што искушенијата паралелно што ќе ги добиваме како животни искушенија ќе доаѓаат и
искушение од темната страна, од темната сила, од темната енергија која што и tekako владее во општеството преку духот на другите луѓе. И во Библијата има стих кој што вели: нашата борба не е против крв и месо. Нашата борба е против духовните сили на темнината. Тоа значи ни дава увид дека луѓето се наклонети на темна енергија и ја живеат преку духот таа темна енергија, која што впрочем сака да дојде до нас. Доколку ние живееме подуховно или се стремиме кон некој подуховен правилен живот, тогаш ќе сака низ разни дистракции, низ разни начини полека да не одвлече од суштината на духовното правилно живење, да не вовлече во таа темна сила, во нивната игра, која што е најчесто деструкција, дополнителни тригери, проблеми, случувања кои што прават раздор помеѓу луѓето, односно помеѓу нас и другите луѓе. И на тој начин, покрај тоа што ние имаме тежината и судбината на животот, ние имаме и тежината која што доаѓа со поддржувањето на злото и соживењето во таа темна сила, ние привлекуваме соодветно такви личности кои што се дел од таа темна енергија и на некој начин не афектираат со одредени негативни проблеми или предизвици кои што најчесто можеме да ги сретнеме на секој чекор во општеството, дали е тоа во сообраќај, во маркет, на работа и така натаму. Затоа е многу важно да бидеме свесни дека тие реакции кои што ние ги манифестираме во секојдневието се отворена порта за темните духовни сили, бидејќи темнината најчесто владее преку негативната енергија, затоа што сака човештвото да го држи на една, да кажеме, ниска вибрација која што ќе прави постојано проблеми и каде што луѓето ќе имаат прилика да си ги вадат очите едни помеѓу други, а не да бидат браќа и сестри, кои што впрочем треба да бидат со тоа што ни налага и Библијата и духовните закони, сите да ги гледаме како духовни браќа и сестри. Значи, идејата на темнината е да не оддалечи од тој мир и заедништво и да влеземе во проблеми со другите луѓе, мислејќи дека другиот нешто ни прави, а впрочем другиот со тоа што е наклонет на таа темна сила предизвикува и прави идеални можности да влеземе во конфликт помеѓу себе, без разлика за кој вид на ситуација и да е тоа. Во Ефесијаните во делот на стихот 26 вели: гневете се, но не грешете. Сонцето да не зајде над гневот ваш. Не давајте му место на ѓаволот. Значи, гледате, ние кога имаме таков пристап кон проблемите, кон секојдневните ситуации, да реагираме бурно и негативно предизвикувачки врз околината, кога нешто нема да биде по наш, или кога некој ќе не навреди, или кога некој ќе направи неправда кон нас, што тоа најчесто и се случува во секојдневниот живот на општеството, бидејќи на секој чекор владее неправдата, но владее затоа што духот на луѓето е преземен од темната сила. Тоа ни укажува дека јас, ако имам свесност дека ова функционира на овој начин, тогаш нема да паднам во таа игра. Како што кажав претходно, целта на злото е токму тоа, да те вовлече во таа негативна енергија, да влезеш во конфликт со другиот или да создадеш некоја негативна ситуација, непредвидлив настан во кој што ќе има раздор, за таа да може да ја плете својата мрежа која што ја наумила, затоа што тоа е целата суштина, да прави раздор и оддалечување помеѓу луѓето. Сака да потпаднеме во неговите раце, да влеземе во конфликт, да изреагираме и на тој начин ќе не притиска со постојани искушенија додека не влеземе во таа игра. Доволно е да паднеме во искушение да удриме или да скршиме нешто, или во крајен случај да влеземе во физичка пресметка со некој друг човек, за да не изгори на тој начин што или ќе платиме казна, или ќе бидеме избркани од работно место, или ќе бидеме пријавени од домашните во полиција и така натаму и така натаму. Злото има најразновидни современи начини да го зароби духот на човекот, за да се вовлече во
во некоја институција, да се мачи, да страда, да не најде излез, да не може да ја чувствува таа позитивна енергија, бидејќи така се храни. Тоа се демонски егрегори кои што се хранат од негативната енергија на човекот. И целата негова суштина е да ги изгубиме силите во таа борба и да се прилагодиме на оваа игра која што ја наметнува, за ние да се претопиме во таа игра и да се откажеме од светлината, од љубовта, од заедништвото. Гледате, целата идеја е да се откажам од она што е светло и добро, затоа што притисокот од сите страни ме тера да бидам негативен и да се прилагодам на овој негативен бубањ, атмосфера во која што сакал или не сакал сум. Но сето тоа е производ на тоа што човекот се прилагодува. Ја потиснува љубовта, ја потиснува светлината, ги губи духовните вредности. Нема водство, духовно менторство, поддршка и затоа се губи и се прилагодува во овој систем. Затоа целата суштина на човекот е да се врати кон Библијата. Преку тие мудрости, знаење, едукација од Библијата ние ќе почнеме полека да се чистиме себе си, но и да внимаваме повеќе да бидеме мудри и да внимаваме каде со кого, како се поставуваме и во моментите на искушение и гнев да пристапиме на еден многу посталожен начин за да не се вовлечеме во проблем. А злото постојано ќе сака да не искушува и да наоѓа начин да ги притиска тие црвени копчиња кои што ќе не однесат на работ. Тоа најмногу го умее и тоа најмногу преку оние нешта кои што ни се најважни. Тоа е здравјето, тоа се финансиите, имотот, основните потреби, работата, односите, љубовните партнерства, пријателствата и најмногу, верувајте ми, најмногу преку оние трауми кои што некогаш ни се случиле во минатото. Точно знае каде да те погоди во најслабата точка за да те искушува да паднеш во негативна ситуација, во проблем, во енергија која што ќе те изнервира, ќе ти го расипе денот, ќе те направи роб на негативните емоции, за да се влечеш во таа темна сила, да не ја почувствуваш светлината, љубовта. Од неопходна важност е врз основа на сите овие факти човекот да научи да има до себе книга која што духовно ќе го враќа кон суштината. Не може сам. Еве, јас сум човек кој што константно работи на себе и вложува во својот духовен развој и независно и библиски, меѓутоа кога сум се оддалечила на некое време од Библијата, сум почувствувала самата, дури знаејќи ги сите нешта, колку е тешко да се справиш со овој предизвикувачки свет кој што живее во духовна бездна. На суптилен начин знае да те вовлече во неговата игра, да ги заборавиш сите оние вредности кои што се важни. Затоа ни е потребен Исус како идеална фигура која што била најсветла, најчиста за пример за тоа како ние впрочем треба правилно да живееме. Како треба јас во овој свет да живеам правилно за да можам да имам подобар живот, поголема среќа, поголема светлина во себе, да ја живеам љубовта. А љубовта е тешко да се живее во свет во кој што доминира злото, негативното, проблемите, неправдата, корупцијата и така натаму. Да воведе вредности на скап живот, на преголем материјализам, на се она што е спротивно од Библијата. Затоа толку злото сака да ги наметне тие погрешни вредности, затоа што на тој начин човекот паѓа во грев. Кога ние постојано се храниме со информациите од Библијата, од Евангелијата, Стариот Завет, Новиот Завет, се едно, ние постојано храниме информации во нас кои што буквално од овој начин на живот не усмеруваат на правилниот начин на живот и ни велат не тука е правилно, тука не грешиш. Ако тука живеам вака и ова е нормално во овој свет кој што е световен, тогаш ова правилно живење можеби е поискушувачко, потешко, попредизвикувачко, но знам дека живеам правилно и со Бога. Дури да сум во околности во кои што не се добри, знам дека во овој момент со оваа книга ќе можам да си помогнам да живеам стабилно, духовно, правилно, за во иднина да не ги лечам последиците од моите погрешни избори. Бидејќи тоа е најголемиот пат на современото време, затоа има толку болести, затоа има толку страдања, затоа има толку неподнозлив начин на живење и општествена атмосфера која што го тера човекот да изгуби смислата на животот. Навистина, кога ќе ги видиме сите
казни сите притисоци од општеството, сите стравови кои што се манифестираат низ секакви болести и негативни информации низ медиумите, можеме јасно да видиме дека тоа е целата игра која што го тера човекот да се зароби во таа негативна сила.